Во ова издание на Newsflash ке гледате. Европа се соочува со недостиг на газ со помали количини на извоз на газ од Русија, што предизвикува голем скок на цените. Кинеското проширување на сферата на економското влијание во Европа наидува на мешани реакции. Во селото Битуше празникот Водици се одбележува сосема поразлично од кое било друго македонско село или град. Ке ви кажеме како. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јованчо Наумовски. Не помина едногодишниот напор на демократите во Сенатот на САД да извршат ревизија на правилата за гласање, кога 20 демократски сенатори не гласа за промената на правилата за да се надмине блокадата наметната од републиканците. По неколку часовната дебата, равномерно поделениот Сенат гласаше со 48 спрема 52, што е многу помалку од 60 гласови потребни за да се прекине така наречениот филибастер. Председателот Џо Бајден рече дека е длабоко разочаран поради неуспехот на Сенатот да го усвои законот во изјава по гласањето. А од останатите вести. Европа се соочува со недостиг на газ, со помали количини на извоз на газ од Русија, што предизвикува голем скок на цените. Москва пак планира да изгради нов гасовод до Кина. Хенри Риджвел известува од Лондон. Од замрзнатите пространства на Сибир, Русија веќе испраќа природен газ во Кина. Гасоводот Моќта на Сибир 1 беше отворен во 2019 година, искористувајќи ги гасните полиња на далечниот исток на Русија за да ја помогне на кинеската економија. Моќта на Сибир 1 користи газ кој не е поврзан со полињата што можат да го снабдуваат европскиот пазар. Значи во моментов не станува збор за газ од Русија кој ќе оди во Кина, туку за губење на газ што би можел да оди за Европа. Но тоа наскоро би можело да се промени. Москва и Пекинг се блиску до договор за втор гасовод, Моќта на Сибир 2, кој би го удвоил извозот на газ од Русија во Кина. Тој би поминувал низ Монголија и во индустриските региони во близина на Пекинг. Исто така ќе се приклучи на внатрешната гасна мрежа на Русија, поврзувајќи ја Кина со истите полиња на газ на рускиот полуостров Јамал, кои ја снабдуваат Европа. Тоа му дава на Газпром како голем извозник можност за насочување газ од еден пазар на друг. Тоа би можело да ја даде на Русија значителна моќ. Технички тешко е да се каже дали системот на цени ќе биде дизајниран на начин што ќе има можност да се продаде на највисокиот понудувач. Но мислам дека Русија гледа во оваа насока за да може да го искористи како адут, барем реторички во наредната деценија. Русија има распоредено над 100.000 војници на границата со Украина. Западот се закани со санкции доколку Русија изврши инвазија, а има и други стимулации за Москва да најде нови клиенти за својот газ, велат аналитичарите. Траекторијата на Европската унија, особено во однос на декарбонизацијата, е дека тој газ ќе има се помала улога на среден до долг рок. Но навигацијата на новиот кинески пазар нема да биде лесно за Москва, велат аналитичарите. Кина е добро позната по тоа што ја користи својата политичка, економска, но и воена положба и е тежок партнер во преговорите. Таа исто така наводно се смета себе си за голем хегемон овде, а Русија како помал партнер. Постојат шпекулации дека договорот за гасоводот Моќта на Сибир 2 би можел да биде потпишан за време на зимските олимписки игри следниот месец во Пекинг, но се уште нема официјална потврда. Кинеското проширување на сферата на економското влијание во Европа наидува на мешани реакции, од поплаки до пофалби во грчкото пристаниште Пиреа. Оттаму реакциите ги пренесува Лорент Лафлин. Откако кинеската компанија Коско го презеде менаџирањето со Пиреа во Грција, најголемото пристаниште во земјата, за 4 пати се зголеми протокот на контейнери беа отворени нови работни места. Но некои не гледаат корист од тоа. Собственикот на бродови Николас Верникос е еден од срекните. Вели, тоа што се случува е добро за бизнисот. Инвестицијата од кинеска компанија Коско во делот на менаџментот во пристаништето во Пиреа е мощно позитивна за Грција. Но Константинос Спирополос, председателот на синдикатот во пристаништето, вели дека најголем дел од инвестицијата е во секторот со контейнерите, а делот за поправка на бродовите каде тој работи е изоставен.
Меѓу неговите фрустрации е тоа што околу 200 вработени користат еден тоалет. So all the guys working. За сите кои работат во овој сектор, екипажот и мајсторите за поправки има еден тоалет каде мијат раце и тоа во години на COVID. Кинеската компанија Коско сега е собственик со 67% на пристаништето. Во 2016 кинескиот амбасадор во Грција изјави дека Пиреја е клучна ока во иницијативата Појас и пат. Тој зборуваше и за потенцијалот на Грција да стане главен транспортен центар во овој дел од Медитеранот. Според договорот што беше потпишан таа година, Коско се обврза веднаш да купи 51% од акциите на пристаништето, а потоа уште 16% во наредните 5 години. Оваа компанија се заложи за инвестирање на 294 милиони евра во пристаништето, но овие ветувања не се реализираа во 5 години од тогаш, вели Василис Канакакис, од Синдикатот на градители на бродови кои се грижат и за поправките. Наместо да ги казниме, ние им дадовме дополнителни 16% и продолжување на рокот за имплементација од 5 години. Ова е катастрофално, зашто ако ово место остане вакво уште 10 години, никој од нас нема да остане овде. Тоа е еден од проблемите кога станувате зависни од Кина. Мислам дека Кина и помогна на Грција со подобрување во Пиреја. Но ако останете незадоволни од присуство на Кина, од која било причина, врзани сте. Зашто кој друг ќе дојде да го превземе пристаништето и да работи со него на начин на кој кинезите го работеле, а тоа е никој. Коско не одговори на барањето на Гласот на Америка за коментар. Верникос, кој исто така е председател на Меѓународната стопанска комора, вели дека кинеското присуство е од корист за неговата земја, особено ако се има предвид грчкото неодамнашно излегување од еднодецениската финансиска криза. Пиреја е најбрзо растечко пристаниште во светот. Се повеќе карго бродови ја посетуваат Пиреја. Председателот на управата на пристаништето на Пиреја, Ю Женганг, вели дека илјадници места ќе бидат отворени за да го поддржат пристаништето и локалната заедница. Но Канакакис го покрена прашањето за квалитетот на работни места во пристаништето. Отворени се само привремено и ниско платени работни места. Додека некои вработени во пристаништето се загрижени за висината на надниците и условите за работа, други сметаат на бизнисот што кинеските собственици ќе го донесат. Во селото Битуше празникот Водици се одбележува сосема поразлично од кое било друго македонско село или град. Таму главни се жените, облечени се во народни носи, пеат изворни песни за здравје и први седнуваат на маса, додека мажите чекаат надвор. Наместо еден има два крста и кумството секогаш го имаат по две фамилии. Тоше Огњанов беше таму. Жените се овдека сега главни, да речеме, за овој ден. Еве како што може да видите, значи мажите седат во позадина, се носат таблите со леп, крстот, после тоа јадењето, значи најпрво седнуваат жените во носилите и така натаму. Живееме цела година за да се облечеме во носија и да дигнеме кумство. Тоа е лепчето што го носиме во таблата, да ги испееме песните традиционални што се пеат за Водици. За многу години, на здравје! Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Иван Чономовски од студиото во Вашингтон. Пријатно.